Може ли за еден македонец да има друго место, освен Македонија? И дали има некаде понесреќен народ од македонскиот? И има ли некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија? Векови не тера, ни го свиреа нивното, а ние си го тераме нашето. Ајде, луѓе! Ајде! Нашето село поп и учител никако не успеале да напикат. Бричани без мантија го вратиле попот, а учителот со камења го набркале. И што да подпише? Ајде да подпише дека си конј кога не си конј. За такви нема милост. Куршумот или ножот? Полека, брате, куршумот и ножот, знам. Ама мислам дека ќе е подобро доброто дело. Тоа вреди повеќе 100 куршуми. Не лаже комитета. Крушевчани Абер ни праќаат да се кренеме заедно со нив против зулумќарите Јанке Седжиите што ја разграбаат црштината. А ако не сакаме, барем да не се заортачуваме со душманите и да не правиме зулуми по рисјанските сели. Јазик! Џабе го влечкав овој чопек дури од Крушево. Ајде, излегувај! Не брзај толку, Екрем ефенди. Почекај барем Сулейман ефенди да ни го допее писмото. Јокџанам, јас ортак со комита не станувам! Јасер! Соmaки сум се родил јас, соmaки јас ке сирам, маките да ми ги запишете. Да ти се посерам во иглата. 100 години не сум се вознал. Повелете што се. Каде си, бре, пеземе, каде? Диме! Како си ти мајсторатот, са? Сакаш да ти кажам како сум? Никако не сум. Ете како сум. Очурев од работа, Диме. Се боцна со иглата пред 2 минути. Остане. Побудате. Како сте вие двајцата? Како си ти, Ленче? Добро, чичката. Добро, сигурно добро ти се врати, момчето. Па си се разубавила. Уште вам да ви сопшивам костими за свадба, па да... Диме, Ико го заробила? Да. И на Цуне му било многу лошо во болница. Како мене, не ме удри некоја бомба на 6 април. Господи Боже, ако те има. Слушнав дека бугарите свечено ќе ги дочекале идната недела. Дојде двајца, типови овде. Ми наредија со букет да сум отишел да ги чекам на площад. Ти? Ќе одиш? Не смеам да останам во Дуќанов, ќе казнува. Со цвеќе ли ќе им одиш? Со копри. Гледај.
Со години го имам. Куршум не сум исфрлил. Истера е некоја правда со него. Еве ти го оставам аманет. Твоје. Само да видам. Убаво. Навистина убаво, мајсторе. Да, убаво. А каде ви е пичанот? Далеко од овде? Не, ту. Слушај, утре изутрина имаме свеченост. Ќе наминеме изутрина со Борис да ни ги запеглате панталоните и блузите. Видува? Само поверете, дојдете, ќе ви ги направам раз. Муа да застане на нив, ќе се исече, господин. Ама да не си некој скапчија. Колку учини кај тебе пеглањето? Ајде, за вас може и без пари. И без пари за вас може. Еве Борис еден вистински бугарин, а? Па се разбира. Не го ослободивме за бадијала, нели? Утре ќе наминеме и ќе си позборуваме понашироко. Идемо, мајсторе. Да, Довидување. Довидување. Ајде, Борис. Довидување. Ајде. Ајде, бре. Ајде, дигнете та фирмата да не ви скршам од главата. Ајде напред. Тие не ослободиме. Море Господ да ги ослободи од животот. Всушност, Живко, од каде знаеш ти дека сме ние двајцата токму браќа? Мислам дека сме од ист татко. И да не си пиел. Свати. Таа може да дојде секој момент. За овој ден се подготувала рамно 30 години. 30 години, Мартине. И ти сега. Појди во собата и облечи се како човек. Потоа биди мирен и молчи барем 2 дена. По 2 дена, ако сакаш, оди по ѓаволите, испари, исчезни, потом и вземи. Но ако не постапиш така, ти ветувам дека во мене ќе запознаеш еден човек што до сега си немал можност да го познаеш. Што сакаш сега повеќе? Ајде, зборувај, што сакаш? Сакам да не се одржи овој пречек. Тоа ти не си нормален. Каде живееш, човек кој е? Кај ти беше впрочем смелост да се сето ова време додека се вршеа подготовките. И каква е таа морбидност да се чекаат задните часови за да се направи ова бракотница. Ми избор зашто би можел да те здровим. Те молам, молчи, зашто мислам дека сум во состојба да те убијам. Разбери, тој доаѓа во 17:40. Нека оди! Доаѓа во 17:40. Разбери, будало! Старата може да дојде секој момент. Кога ќе те види во тие твој фармер, ќе треба да се појаѓа, ќе удри дамла. Знаеш и без тоа колку ја вознемирува твојата гардероба. Јас ќе останам овде да ја приставам водата. Не си со сите чесен збор. Исусе, научи ме што да правам со овој човек. Научи ме, Господи, како да постапам со овој лудак. Мартине, не почнувај пак. Мама може да се појави секој момент. Мартине, сине, ти плачеш. Зарем не сме си доволни ние, мамо? Како досега, тој... Да беше заскитано куче во овие години, ќе си ја најдеше куќата. Или ќе пцовисаше. Дури за скитаните кучиња за 30 години може да се пронедат својата куќа. Ти ќе ми родиш син, ти ќе ми подариш рожба. Не изгледаш лошо. Многу ми се јаде, господине Мајер. Аха, значи добра е храната. Па јас јадам се што расте на овој остров. Лисје, трева, корења. А понекогаш и некој гуштер или змија кулова. Тоа не може и нема да биде никогаш. Треба да ја чуваме
чистотата на македонското дело. Тоа е првиот услов за нашиот успех. Треба да се просвети и да се организира нашиот народ. Да му се вдахне вера во неговите сили, за да може лесно да се оттргне од робството и од мизеријата. Треба да му се отворат очите. Треба да се разбуди народот од петвековниот длабок сон, во кој од македонецот е направен доста дембел за свеста на човечката правина. И ако не целиот народ, тогаш барем еден дел од него. А ако се направи обратно и ако се крене во стание, жално ќе биде за македонскиот народ, а тешко и горко за виновникот. Жално зашто ќе се изгубат многу млади синови, некои позандани, а некои на бесилки. И ќе се остават невини македонки под жестоките и скотските страсти на девјаците. И што е најважно, ќе се остават 5-годишни деца и 70-годишни старци под јатаганот на јазиецот. И за сето тоа виновникот ќе биде одговорен и пред својата совест, и пред народот, и пред историјата. Јас не ги мрзам османлиите како народ. Јас војувам против османлиската тиранија како господаречки систем. Слушајте, браќа, не е добро сега, кога представуваме сила, да одите и да се судите по турските судови. Туку треба се да земите во своји раце и да формираме наши македонски судови.